Сметай метро и пол. Кажи евро, а наплати евро и пол.
тоа ти е права трговија. 20, 30, 46. Држи. Еве. Аз ништо не разбрав. Слушај ме убаво сега. Еве, предај ми ги парите на газдата и оди. Оди спи. И онака за друго ништо и не те бидува. Не можам да спијам кога сум гладен. Зале не е време за јадење? Ама какво јадење? Нема јадење додека газдата не се врати. И сам знаеш дека утринава замина в град. А, ти со таа ракија, но мојов часот ми кажи дека... Чекај, да, веќе требаше да стига. Каде ли се задржа? Ама ти со тој твој часовник досаден си стане. Еве ме, јас пристигнав. О, газда, вие дојдовте. Еве го и нашиот адвокат. Да. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Наминав кај него поради една многу важна работа. Да? Мартин не склопува ваков договор секој ден. Нели е така, господине адвокат? Сосема точно, господин Мартине. Фригаре? Да. Ајде, немо, послужите со вино. Да, со вино? Еве, веднаш. Можете да се послужите и ти и Јохан, ќе се веселиме. Ау, а ви се молам, ќе ни кажете поради што? Ќе ви кажам, секако дека ќе ви кажам. Та на кого ќе го откријам своето срце, ако не на вас, моите верни пријатели. Да, така е, газда. Фригалет, Да. ти знаеш Да. дека јас одавна сакав Да, вие одавна сакате, да? да се женам, Фригалет. Па како не би знаела, газда. Од женското око и срце некои работи не може туку така да се скријат. Точно така. Копнеев за жена, која што со мене ќе ги дели и дневните и ноќните грижи. Лили, газда, ама јас, колку што знам, повеќе ќе ги дели ноќните грижи. Што си ти? Но, ете, се плашев, не можев да и се додворам на некоја, некако ми беше Ама страх. јас, видите сега, не би требало да се плашите. Зошто да се плашите? Нема потреба. Така е, Фригалет, ама знаеш како е? Бракот е како пиперка. Да. Додека не ја загризеш, не знаеш дали е блага или е лута. Но колку што јас гледам, вие веќе добро сте ја загризале. На здравје, Фригалет, и во право си. Да. Еден ден срцето ми шепна: не се колебај повеќе, Мартине. Пред тебе стои совршена жена. Леле, колку е тешко да се издржи нападот на среќата луѓе. Ма јас ќе се несвестам. Леле! Мавајте што Таа правите. жена Да? се вика Таа жена се вика Финета, драга моја. Финета? Леле, па што сте направиле, несреќнику? Каква Финета? Не плаши се за мене, драга моја. Јас за се убаво, размислих и се распрашав. Фини е млада, убава, нежна, честна, Ама И така натаму, господин Мартине, и така натаму. и така натаму, господине адвокат. Него, освен тоа, таа поседува една особина, што ниједна друга жена во нашава околија ја нема. Леле, ајде де, ја нема? Да. Во што се состои тоа незино невидено чудо, ви се молам? Драга моја Фригале, Да? Финет е нема. Нема? Нема. Леле, Јохане стане. Само да ти кажам нешто. Жената е нема. Па такви глупности на светот нема. Има, момче моје, има. Јас таа светска реткост ја открив и ја доведов тука. Ене ја, чека во автомобил, додека вас да ме припремам за низиното доаѓање. А сега, ајде, дај Фригале да нас... Да ве послушам. Ајде, Ајде. господин адвокат, повелете тука. Да. Еве, повелете. Ајде, господине адвокат. Да. Да се среќаме. Добро вино. Добра верба, господине адвокат. Туку, ајде, јас време е да одам по Финет, да ја доведам. Господинот адвокат е тука, за веднаш да не венча. Јас одам.
Господин адвокат, дай, що велите вие на след това? Да ги... Сега, ядението па уште подосна ќе би. Ама доста ти за тоа А јадење. ја не знам зашто вие се нервирате. Па тој се жени бе луѓе, а не вие. А, не. Не е тоа туку така едноставно, господин адвокат. Како е? А и па, видете, мамо, сега тој овде сака да си донесе некоја млада девојка и тоа замислете, нема. А некој со години овде го крпи, го пере, го храни, му угодува се. Чекај, што слушам јас? Тоа што чу. Тоа што чу? Да. А јас не можам да им поверувам на своите уши ова што го слушам. Зошто? А цело време мислев дека твоето срце ми припаѓа само мене. Еј, ама како не разбираш? Уште повеќе ти припаѓа тебе. А како? Еј, како? Ама прво да станам госпоđа Мартиница. А Госпожа Мартиница? да, а после јас и ти ќе си се земеме. Сега ми текна. А, видиш? А, колку си хитра. Значи ти сакаш јас да бидам твоето срце, Токму така. а тој да биде благајна. Токму така. Значи со еден удар убиваш Пам-пам. Двајца. Така, токму така. Па нели не можеш се да најдеш во еден дуќан? Точно. И треба да прошеташ малку, нели Во така? аптека не можеш Не да можеш најдеш. така. Затоа, слушни ме убаво, Да. ако ме сакаш, Те сакам. направи нешто да го спречиш овој брак и ќе ни биде убаво и мене и тебе. Слушај ме. Не, фрига, не може. По законски пат не може да се спречи овој Ево брак. се, по законски пат не може. Да. Леле, како вие адвокатите да не го растегнувате законот како тесто кога е во ваша полза. Доста ти се молам, доста. Слушни ме убаво. Ајде сега, настегни го малку во наша полза. И немој да ги венчаваш, барем денес. Еве, ќе ти дадам 20 евра. Колку? 20. А не, чекај, имам 50 евра. Еве, земи ги и нека ти биде убаво, што својата драга и сакана ја даваш така лесно на друг. Ама немој сега Ама да како не? Па како да не се возбудувам? Ау, да, чекај да го разбудам овој брак састав. Станувај бе! Младја, Ама што стана со јадењето? Ама какво јадење? Отро би. ме круеш сега? Не, в тебе да те крујам глупа кете. Ама престанете да се расправате. Еве ги младоженците младја. Леле, вистина. Да, треба да го печем. Еве го моето откритие. Еве ја девојката над девојките. Сопругата над сопругите. Погледнете ги, тие очи, кои со својот жар камен ги запалиле. А таа устичка, медена устичка, која што нема да прозвори ни збор за моето богатство. Од жена без јазик нема посладко. Ајде ми се молам, пријаде. Да. Послушај, господица, дајде време. Веднаш газда, да. Ајде. Да. Господице, povedete. Да, ајде. Господин Мартине, Да, povedete. морам да забележам дека молчеливоста на женската уста има голема предност. Точно така. Но нели вам ви се чини дека вашата избраничка делува некако диво, како да речам, и наспроти вас вака угледен граѓанин, трговец, богат човек, па изгледа многу просто и едноставно. Да, ви се молам, ништо за тоа, господине адвокат. Видете, дивеч е позабележителен при питомите животни. Радост на рочникот. На никој не му падна на ум да ви помогне да седнете. Поведете, госпожице, седнете. Види го. Седни, седни, тамо
može da dardori. Tuku, da ne zaboravime zašto gledome, gospodine advokat. Hajde li se molim. Da. Izvadete gi vašite spisi i vreme da ne proglasite za vaše. Se radira, gospodin Martine, pa ja sam tuka prvim vas da me zadovolam. Ama ti se volam mene da me zadovoljš, ama. Slušajte. Da? Pred da odpočneme so formalnostите, a da li će sakate da mi dozvolite na vašата избраничка да им поставам едно прашање? Nema problem, samo verujte. Znajte дека вие чиновниците не можете да помирите без 1000 излишни прашања. Господин Сефине, дали вие сте писмена? Велам, дали сте писмена? Господин Мартин. За жал, ако девојката не знае да зборува, а во исто време и не знае да пишува, па мислам дека не може да дојде до склучување на овој брак. Токму така, господин адвокат, токму така. Ти, да чути збори. Ама, зошто? Идете, господин адвокат. Па да, че кривне со главата, вознајма согласност и се Се молам, господине Мартине, докаде отидовте. Па на представникот на законот не му е достатно климањето со глава, па не сме коњи. Точно него коњите, точно така. Што вреди едно климнување со глава, ми се мола. Мајко. Што ќе правиме сега, господине? Тука е проблемот што се правиме. Јас не сум имал вакви замрсени случаи и затоа не знам што ќе биде сега, како да го решиме. Значи, јас не ќе можам да се оженам. Не, господин Мартине, не го реков тоа. Вие сега не можете да се ожените. А подоцна, откако ќе испратиме дописка до Уставниот суд, најверојатно ќе се најде некое решение. Ама, видите, ајде тогаш, што чекате, пишувајте, уште веднаш, уште одма, пишувајте. Да, ако секако, ќе видите како газда Мартин плаќа, откако ќе завршите работата. А што е сега тоа? Не ми се капа. Нема капа. Не. Добро, ќе појдам таму каде што има. Токму така. Добро, сега што ви стана вам, господине Мартин? Што сте така нервозни? Вечер, значи, ќе могаме да идеме во одвоени време. За жал. Фригале? Да, повелете. Дај својата соба на госпожицата. Мојата соба? И твојот кревет. Леле, а каде ќе спијам јас? Каде? Па, на купата во кујната, во кокошарникот, а всушност каде сакаш. Да, а сега да ја поставим вака масата за јадење може? Ама нема јадење. Мене никој не ми каже, јас ништо не сум приготвила. Нема јадење. Колбаси имаше ти се мова. А колбасите беа смирисани и ги дадов на еден просјак. Просија, Да не се фрлата. Да. Ама, кој би јадел така возбуден Јоханец? Да. Мене газда на пример из грудата. Ми отвора повеќе апетит. А како се убаво си испланира? А сега, одеднаш, климањето со глава не му било достатно на представникот на законот. Не, за жал се. И ќе останам нежелет кузнај до кога. Исто како онај Ристо паќето. Многу има, не е само тој бе каза. Даш нам колбаси. Колбаси? Јас ти стави. А вечер, ако поминуваш покрај нашава куќа, Така? јас ќе бидам во другата соба, наспроти на мојата. И прозорецот ќе го оставам отворен. Добро. И внимавај кога ќе се качуваш, да не се укочиш. Ти А фригале? Да, повелете. Ајде, те молам, отведи ја госпожицата горе. Да, Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Господин адвокат, би се молам, останете malo со мене. Но
Jaz imam i drugi obrazki, gospodine Martine. Jaz moram da gi završam po Ama, liniji. ne plašete se, vi se volao. Če go otvori Martin Gazda, Martin Paričnikov, Na viski ako ste česen, dobro, bi se volao, povedite se. Dobro, ajde. Vidite, ovakav gospodin advokat. Potreben mi je jedan vaš sudet za jedna mnogo važna. Samo povedete, vi stojavna usluga. Evo ovako, Da? tatku na film. Bil trubadur. Trubadur? Znam! Ohridski trubadur! Ne odlično, nešto slično na to, vidi, toj svirel i pel po mehanite, kršmite, kafanite, ma, ne je to ono što sakav da me praćam. Vidite ovakav. Da? Tatko tu, znači na film. Da. Pred svoja smrt. Svada mnogo sakrana čerka i ostavi polno sandače sa bogatstvo. Kako? Da. Polno sandače sa bogatstvo. No, jaz vsega finet je povaram vezinata baba. No da ništo ne sakaše da mi kaže za tvoja bogatstvo da mi go predade. Iako to je bilo ostaveno kako miraz za fineta. Miraz za fineta. Da, gospodine advokat. Znači, gospodin Martine, vašата избраничка има и други вредности, не само тоа што е нема. Se vola, šalata nastavlja gospodine advokat. Tuku, kažete mi сега, da li postoji neki način na koji što bi moželi da stara okvirka, da je naterame da mi go predadem to sandače. Постои, господин Мартине. Ајде, Само, се молам. најпрви морам да ви поставам неколку прашања. Nema problem, samo povedete. Сега што да поставам. Еве вака, господин Мартине, први, дали вие сте воопшто сигурен дека тоа богатство постои? Apsolutno sam siguran o to. Сега ќе ме опрени фриги. Второто прашање е ова. Дали вие со сигурност тврдите дека тоа богатство со тестаменти е префрлено на вашата избраничка? Го познавам човекот кој што ја завери та работа. Да. Добро. Да. Добро, и тоа е добро само. Се е добро. Најди нешто друго. Да, се сетив. Има еден мал проблем, господин Мартин. Проблем, вели? Да, проблем. Тоа е што вие се уште не сте законски маж на вашата избраничка и не можете да поставувате никакви барања во врска со оставштината, со богатството. Тоа може да се реши на следниот начин. Вие ќе треба подхитно да се венчате. Да. И тогаш, кога ќе бидете венчани, има да ја притиснеме таа старицата. А знаете што? А тоа све да ви го објаснам јас долу, Ајде. Нема проблем, ајде. Јас честно. Ќе вас стигнам тоа. Ајде, одам јас. Еј, се сетив, ми рече Фриги дека ми ставила во ташнава колбаси, да видам. Како? Цепеница? Што значи ова? Па таа ми рече дека ќе стави колбаси внатре. Вештерке Грчка, ќе ти покажам јас тебе убаво за ова. А вечер има да ме чекаш, нека стои пенџерето отворено, нека настинеш, ете така. Каква е ова врева? Што се случува овде? Нема никој. Па јас слушнав нешто. Знам, мене ова постојано ми се случува кога ќе легнам да спијам гладен, солубам, било што. Морам да го пропнам времето. Ете, тука и вака, ќе се покријам преку глава. Да.
Госпожице Финета, па сега нема каде да ми избегате. Госпожице Финета! Госпожице Финета! Госпожице Финета, јас навистина не знам зошто вие мислите дека јас вас ве мразам. Напротив, госпожице, јас вас многу ве сакам, ве љубам. А сето тоа, госпожице, ќе ви го докажам ако дојдете во градината. Ајде ви се молам, речете да. А како да рече да, кога е нема? Госпожице Финета, знаете што? Во знак дека пристанувате, вие само климнете со Леле, што слуша? Леле, сега што слуша? Сега климнувањето со глава е доста позазаконно. Леле, че ми. Фриги, смири се, дружно моја. Леле, како да се смирам. Од кога почна Фриги и ти да се капиш? Од кога и секој час го прави тоа. Да, и од кога вашето господство се кити со такви перја и такви песни пее. Ама сега ќе видиш таква песна, јас ќе запеам. Ќе видиш. Ти се молам, Фриги. Леле, што разумна. Па, не ли приметуваш дека се ова што го правам е само дипломатија? Така значи. Глупоста не е повеќе глупост, ако се нарече со латинското име дипломатија. Ајде ти се молам. Ајде, присети се. Не ли ти ми рече да се изборам и да направам се само да не дојде до склучување на овој брак? Точно така, јас ти Да, а јас ти објасни, драга Фриги, дека по законски пат не може, треба да се најде друг начин. По законски не... А кој е тој друг начин? Најде некој начин. Ема вака, Фриги, Како е? треба да го убедиме господин Мартин дека е рогојња. Разбираш? И дека неговата господица Филе се забавува со некој друг господин. Така значи дека се забавува со некој... А тој друг господин би бил ти, нели? Баш се жртвуваш, Вистина се жртвувам. Вистина? Нема полза твоја само да не дојде до склучување на овој брак, за да можеш да го грабнеш, господин Мартин. Лажеш, торбописарска, лажеш, не ти не лажам, навистина не лажам. И не можам да му се налутам, од друга страна ми е толку сладок и привлечен. Знаеш дека не ти се Навистина? Да. Не ти се Абе, што правите ви, бе? Ама што си ваква облечена? Што работите вие? Чекај, ќе ти кажам, сега пев. Се капеш? Да, сега. Адвокатот сигурно ти го жулеше да Не! Ма чекај, вака никој сам на себе не... Ама не! Не, аз кога ти видам, не! Газда Мартин нека нещо! Господин адвокат, ама каде ви? Ние ќе се скриеме. Слушаш ли? Нещо е бесен? Добар ден! Има ли некој? Ама тука нема никој. Јохане, ова не е газда Мартин. Го е да не некој не? Не! Чекај да видам. Не! Велики, ово е обуја. Од ујапа, некој инспектор да ни е пацун само не, а не може тој на пензија. Не, кој може да биде? А види се, оди ти ја збери се со него, а јас ќе те чекам да те скријам. А не видиш, мене ми е многу страх. Оди ти, вака ќе го најдем са шмалце. Да, видиш, ајде ќе го пашо. Не ми може ништо, па што? Добар ден, госпогице! Фригале, добар ден. Кој сте вие и кој добро ве носи овде кај нас? Па јас сум инспектор од Ујапа. Инспектор од Ујапа. Да. Сигурно ова е домот на газдата Мартин, така? Да, на право место сте. А дали е тука газдата? Треба нешто да поразговарам со него, знаете. Видете, инспекторе, газдата не е дома, а нема да се врати дури до вечер. Па ништо од тоа. Јас би можел и со вас да поразговарам.
не li je така, gospodice? Što možete sa mene da razgovarate? Ne može to tako da ne. Ne Vidite, možete da razgovarate sa me mene. interesira kakva roba drži vaši od gazda. Prvo, so kogo trgува, a i so što. A pa ne znam. Ja ne znam ni so kogo trguje i ni so što. Ne znam. Nemam nikogo videno ovde. Ne znam. Vidite, gospodice, vije treba malku da razmislite. Kako nešto da sokrivate? Ne, pa kako го забележахте то? Ништо не сокрива. Dobro, тогаш. Ajde da odpočneme. Da. Vi se molim, kažete mi što ima tuka? Овде нема ништо, Pa инспектор. ja mora da provjeram što ima tuka. Ma ja vi veoma nema ništa. Čekajte, ali ko je ovo? Da li neko da ovo je partner na gazdata? Господине, си изплаши. Јас не сум никаков деловен партнер. Не. Pa koji ste тогаш вие? Јас сум слугата Јука. Да. Čekajte сега, вие сте слуга, така? Да. Вие, господице, која сте? Па јас Таа е сум. помошничка на слугата. Таја е помощничка слугата Јухан. Добро, тогаш што? Ова овде, која е? Да, господине, ова е, знаете, дојди, сиромашна девојка. Да. Ја трибавме да не спие по улиците. Да. Ама, што сака да каже ова девојка? Што е овај клjuč? Видите, клjučот. Клjučот е од сандакот. Од овој сандакот е клjučот. Да. Добро, ама... Добра, не од сандакот. Ама, Нека, те молам. Сега ќе одиме Че ја. Ладна, затоа е малце да видиме. Видите, господине, елта е, знаете. Сиромашна девојка. Мој да оставате вака гладна. Нема. Добро, тогаш. Ајде ми се молат, кажете ми сега што има во овој сандак. Леле, ама испрашуваш, инспектор. Морам, јас сум на должност. Овде нема ништо. Ајде ми се молам, отворете го овај сандак, да видам ја за што служи. Еве, и онака за ништо не служи. Вие Еве, отворете го, јас ќе проверам. Ајде, се молам. Тука има само една перница. Да. Да си мисле, инспектори, да? Јас спијам по некој внатре за газдата да не ме види. Тука спиете нас. Да, тој спие спанко. Да. Туку да ве поканиме на еден ручек заеднички со О, ручек! Девојката е гладна, па ви можеме заедно да ручеме. Нема време, иначе би остана. Вие баш сте любезни. Ама јас сега мора да си заминам. Да? Бидејќи имам и други одврски. Довидување. И поздравете го газдата. Кажете му дека јас ќе наминам. Догледајме. Ќе замине овој. Фине, каде си по Леле, сега што ќе правиме? Леле, види, не сме да ме најде ваква. Леле, сега ќе се скрием. Леле, ќе се скрием. Фине! Господице, зошто сте поноќница? Каде е оваа капа овде? Госпочицата е поноќница. Вашка капа покрај неа. Уште не сум можене, а веќе сум рогат. Зборувај, каде си го сокрила овај? Покажи со раката каде си го сокрила развратнице. Во сандакот. Сигурно си дека е во сандакот, да? Ама вие ставно проверам, јас сам. Во сандакот. Нога. Ама, ова не е нога на некој селанец. Ова е нешто понежно, поотмено. Ако е тоа тој? Не плашете се, госпожице. Вригалете во сандакот. Зборувај, кажи, кој е тоа? Ајде да видам. Погоди. Па тоа е тој, најголемиот женкар во градот. Леле, ами ако му се замерам, можам слободно и мртовечки сандак да си порачам. Драги господине, добро ми дојдовте во мојот скромен дом.
Се надевам дека ви беше убаво за време на моето отсутство. Но ете, ако сакате да излезете, јас ќе се заврнам. Еве, не ве гледам. Довидување и наминете пак. Ама, сепак, тоа не требаше да го речам. А сега, синаре, сте наред вие, господине. Кој беше тука и не ти е срам да признаеш волост ти? Што е сега ова? Господе, Господ отворете се задушува. Фригаре! Леле, Ама фригаре, што работиш ти во тој сандрак се моли? леле, па како што работам, газда? Па, јас се капев кога вие како татарин наваливте на вратата и се разбира. Не бев пристојно облечена и така се скрив во сандакот. Да. Значи тоа беше твојата нога? Дај да Не. Чекајте. Еве вија ногата. Застани. Еве вија ногата. На вашата нема. Поради која ја презревте и отврнивте вистинската љубов. Значи, заводник воопшто и немал. Ако заводник немаше, ако тоа беше ногата на фригаре, па тогаш чија беше капата на масата? Те прашувам, чија е оваа капа пред фриганко, а? Како не знае, зборувај, или ќе те ја задам, ама што ќе те, зборувај, чија е чекай, од каде се појави пак сега ти? А јас, знаете, газда, дека гледувам, кај ли сте била во театар? И што? Сум ја забрал, газда, капата со перја. Капа со церја? Ја барам, не можам да ја најдам. Да не ја имате видено вие? Оповеди со сподице, кажи. Мојата капа, газда! О, ти благодарам ми нека. Чекај, полека каде? Ама, значи, тоа беше твојата капа? Да, газда, доста на проба, довидување. Ајде, довидување. Ајде. Ете, драга моја, ете, и тоа се објасни. А сега, слободно можеме да си поразговараме малку за нас, за нашата Добар идеја. ден, господине Мартине. Добар ден, господине адвокат. Но јас немам време, имам важен фамилиарен разговор. И јас имам важен разговор со вас и тоа службен. Службено рековте? Да. Но, зашто сте толку сериозен, ми се моли? Да не се јавија случајно од Врховниот суд? Не се работи за тој случај. Туку, слушнете, господин Мартине. Да. Вас некој ве пријавил во полиција дека сте делеле летоци против нашата влада. Ама ви се молам, господине адвокат, ма јас не знам за никакви летоци. Некако За жал, господин Мартине, пријавата е веќе поднесена во полиција, а вие знаете, ако полицијата почне да испитува, таа ќе ископа нешто. И тогаш не ќе можеме да се извлечеме од тоа. Што сакате, господице? Да видиме што е. Видете, па ова е примерот од летото. Чекајте, господин Мартине, чекајте. Да видиме што пишува. Слушај, народе од селото и градот. Новата влада од летоска владе, но се држи за старата пракса.
ne dava, tuku bara pari. Понатаму и не мора да читам, затоа што ова е достатно да ве однесе на бесилка. Во името на Господа, каде го најде овај насречнице, ти се молам? Како каде го најде? Во вашата куќа каде што сте го пишувале, изгој што ја малтретира. Ама ти се молам. Морам да го однесам во полиција. Ама ви се молам, тоа мора да е некаква грешка, господине адвокат. Па, не можете да верувате на несиното мафтање, како рековме. И сами одрековте дека кривањето со глава не му е достатно на представникот на законот. За жал, господин Мартине, во овој случај е. И верувајте дека навистина ми е многу жал, ама ќе ви дојдам на вашиот погреб. Ама ви се волам, господине адвокат, па вие зборувате како веќе да сум обесен. А сметајте дека и сте. Видите, господине адвокат, да. Дали може да се најде некако излез од сето тоа? Вака, случајно, нешто, да речеме, онака, на законот вака нешто од страна мало, ако може да се најде. Па јас можам да се присетам. Само немој да мислите дека е заради ова. Па не си. Тоа е, ако почнам да размислувам, само заради што сме пријатели. Точно така. Да. Ајде ми се молам. Се сетив. Ако најдам некое решение, тоа ќе биде за вас уште повеќе поскапо, така, повеќе ќе ве кошта. Колку? Колку сега, ако му дадам на министерот, ако му дадам на началникот, за мене, па 6.000 евра. 6.000 евра? Не може и повеќе. Ама не ви се молам, што да се прави, кога ми го ставивте јажето околу вратот. Еве, повелете, господине адвокат, повелете. Дали сум? Сега сигурен? Спите мирно, господин Мартине, додека јас бдеам над вас. Довидување. А што да правам сега со тебе, несреќо моја? Зошто му ја стави она хартија под носот, кога некој ѓавол ја донел во куќата? Мафтај, далеку ме однесе со тоа твое мафтање, можев и главата да ја изгубам. Газда, зошто плаче, за да веќе знае? А што треба уште да знае? Баба ја умре, газда. Како? Баба ја умрела? Кога бе? Синојча, газда. Тати Абер од низиното село во некој патник. Леле, само уште тоа ни требаше. Туку, слушај, и ништо сега не зборувај. Гледаше дека и онака плаче. Ајде, оди, бегај ти се молам. Чутам, газда, чутам. Дуровото богатство беше кај бабај. Ако Фине не знае каде е сокриено, би можел да го изгубам трагот за секогаш. Ама, Фине, ти се молам, престани да плачеш. Фине, драга моја, ти се молам, ајде кажи ми, дали покојната, твојата баба, некогаш изборувала за нешто, што ти го остави во тата? Да, благодарам на Бога. Што ти рече? Ама, што значи сега тоа горе, долу, лево, десно? Оди па разбери што сака да каже. Таку, Фине, се молам, застани во овака и кажи ми, дали знаеш каде е тоа? И знае, и не знае, а не може да објасни. Ете, ќе ми пропадне трубадуровото богатство. Драги господине, газда, од вашиот гнев, користа е иста како и од незиното мафтање. Да. Точно така, јасно. А овде не може ништо друго да се направи, освен да ја натерате да прозбори. Ама, ако фригалет, да не знаеш ти некој начин? Може би знам, газда. Еве вака, горе во планината има еден манастир на Светата Лајка.
Sveta lajka? Da. Zar ima i takvi svetci? Има кога ви велам. Да, таму ги носат жените кои премногу зборуваат. За лајка да им ги скрати малку јазиците. Финет. Ама видете ваму сега. Кога лајка може да им ги скрати јазиците на некои жени, тоа значи дека на Финета може да им даде за зборување. Што велите вие? Да одиме со Финета. Па види сега, кога и ништо друго не ни преостанува, Точно. би можеле да пробаме. Па би можеле. Би можеле да пробаме. Да. Само, нели е малку незгодно да се патува по ridovите Да, незгодно и многу е далеко, ама Да, видите, човекот кој го чува манастирот има еден малечок лајкин кип, да, кој го позајмува во случај ако болната не може да оди таму. Да, сега, би можеле ние да одиме, ама тоа би вечинело малку повеќе. Нема проблем? Нема проблем? Нема Па проблем, фригале. Може да... Еве, повеќе, само вие одете со ја. Ама газда, што вие до половина пат и нема да се вратам? Не. Ајде бацнете и во другиот чеп. Во другиот чеп. Ајде па, има се да средиме. Има да зборува после. Ајде. Добро тогаш. Добро. Еве, сега доволно е. Доволно. Да. Тогаш вака. Со Јокан заедно Да. и веднаш да одете по Веднаш. Света лајка. Света лајка, да, веднаш. Но, на Финет, ни збор. Ни збор јас газда. одам сега во градината, мало да Може. им се насладувам да се кина. Може, одете, јас да го побарам. Јокане! Каде си, Јокане? Каде е овој Фригале, Еве, кога ние вечераш ќе јадеме, умирам од глад, поставен сум 2 кила. Леле, ама какво јадење? Дојди да ти кажам нешто. Дојди, јас и ти треба веднаш да заминеме на пат. На пат? Да. А кадако можам да те прашам? А можеш да ме прашаш кај да не можеш. Треба да одиме кај Светата лајка. Света лајка? Да. Ама што е пак тоа? Па тоа ти е чудотворка која на Финет ќе даде дар за зборување. Дар за зборување? И тргнувај се. Леле, еве га онаа несреќа од инспектор. Кај се најде пак дојде сега? Оди ти разбери се со него, јас одам да се спијам. Ама свекира, што? Знаеш дека ми не е скап? Заедно. Чекај малце. Што? Дели ние сме на излегување? Па да, на излегување става. Ајде, ќе си одим. Ајде, јас да влезам. Добар ден, инспекторе. Добар ден, слуго. Госпоđo помощнице на слугата. Добар ден, Јас себе пак, како што ви Ама реков. вие пак како што реколте, ама пак нашиот газда не е дома. Да. Вие двајца Мора, видите, ништо од тоа. Ние малку ме си поразговараме, па јас ке си заминам. Ама не, ние брзаме. Може дуќаните да ни затворат и ништо не сме направили. Не. Па тоа ќе трае само 5 минути. Немаме време. Добро, тогаш. Ајде ви се молам, кажете ми, каде е таа млада дама што ја прибравте? Ама там, младата дама, во дворот е надвор, не знам во дворот како е да Ама видете вам, таа нема да ви биде од корист. Зошто? Нема инспектор. Нема, па ако и нема, па јас сум учил немски, ви знам да зборувам немски. Ајде се, Да, научи, а да видите, има една баба нема и така научи во давани. Господине, јас ми е многу жалам, Да. одма да Мора да заминеме, мора, да. Епа, видите, добро тогаш кога веќе така е, ајде. Добро. Јовој пат се излече, Мартине. Догледање. Догледање, ајде. Замина? Ајде, тргнувај сега, јас и ти да одиме, зашто немаме време. Кога ќе се вратиме да ми направиш нешто да јадам. Гладна мечка, оно не. Леле, колку си досаден за тоа јадење, знаеш што? Кога ќе се вратиме, ќе ти скрчам две јајца. Да ми скажеш така Да, ќе ти скрчам, тргнувај тук пат, тргнувај. Ајде. Леле, овие мислят дека сум некоја света лајка и јас ќе прозборам. Пречудуци.
се до сега, веќе требаше да се пристигнати, како да ги пуштив на Марс по таа света лајка. Не волам сега да скашиш бегајце, слушам гласом. Кини со тоа јадење ти, немаме да не скашиш. Ајде, има да направиш голема бега, ајде да отговараме газдата. Еве го тука. Стигнав, да? Еве газда стигна. Еве ја светата лајка. Ова е. Тоа е, ете, тоа е. Баш тоа. Светата лајка. Јас ќе оставам тука. А може. Ајде. Може. Повикајте ја. Ајде, ќе повикам. Еве го. Госпоđice Fineta. Леле, колку си нежен. Ајде, бегај. Финета! Дојди. Ама ќе да излачи. Молчи ти. Драго, дете моје, погледни. Ова е познатата света лајка, која што ќе ти да за зборување. Ау! Не да лаиш, него да зборуваш. Туку, дозволи. Фригаре, Да, повелете. ти си поупатена во овие ѓаолштини. Да. Така да, ајде објасни на Финет што треба да работи, а јас ќе одам во градина. Може да одете, да. И однака не треба да има никој Јас одам во градина. Одете во градината. А ти, Јохане, А јас? оди со мене Елисијата во градината, те го воспијам. Види го овој сега. Ма ќе ти кажам јас тебе убаво. Ајде, слушни ми убаво. А не да ја земаш? Не, остави ја овде. Остави. Јас ќе ти кажам се што треба да направиш. Седни тука. Да. Ајде. Крени ги овде нозете. Ека. Така. И слушни ми убаво што ќе ти кажам. За да може лајка да верува, ти не треба ништо ни да видиш, ни да чуеш. Не разбираш? Ете така. Ќе заспиеш, за да му види овој козел чебето. Па ќе ти кажем убаво. Тука имам важна работа, а тој види го заспани. Слушай, ајде, ќе те покринам вака. Да. Сега, слушни ме убаво. Ме слуша? Ека. Не треба ништо, ни да видиш, ни да чуеш. Ајде. Ајде, покри се преку глава, да, и што поскоро да заспиеш. Ете така, одам сега. Ама не да не разбра. Ама нема. Ајде. Света лајка. Види сега. Новическа. Мора нешто да се случи. Ти, пази малце, а јас ќе останам будем. Така буде. Да буде. Драга света лајка, знам дека си помоćна од сите наши светци. Затоа понизно те молам да ми помогнеш. Таткој на оваа млада девојка и остави полно сандаче со богатство. Но Финет не може да ми каже каде е сокриено тоа богатство, затоа сакам да разбори. Но, ако ти можеш да ми го покажеш тоа скривалиште, мене ќе ми биде многу помило. Дали ме разбираш? Разбирам, добри мој Мартине! И одговори, рече, разбирам, добри мој Мартине. Но, види, јас тоа не говорам од тебе, Сабатија. Ако ми го откриеш,
Каде е скривалиштето? Кој ќе бидат 10 од парите? Малку се! Малку се? Тогаш 8. Малку се! Ще ли се малу? Ете, 6. Малку се! А 5. Малку се! 4. Ама не можам да дадам повеќе, па макар и цела работа нека се расипе. Па никогаш не сум дал на ортак 1/4 од чиста добивка. Добро, нека биде така. А сега оди си! Добро, ќе си одам и благодарам за 5. 1/4! Прости, 1/4. Ама уме ова да се пазари како да е од некоја трговска куќа. Света Лајко, влеговме во ова игра и сега назад нема враќање, така да си знаеш. О, како гледнете, збие како крутко радија, но и таа е некаква, штом се продава на стар маш. О, Финета, види, драга Финета, се што ќе се случи е за твој добро. Ти храни се како да спиеш, а јас, Јохан, ќе останам буде ти верувала или не. Ајде, така, продолжи да спиеш. Овде како повторно на нике. Па ништо, овдека повторно нема никој. А што направи? Еј, слушај. Ох, тука била таја убавица. Леле сега. А, дојди, убавице. Немски. Ме интересира, вашиот газда. Каква роба држи? Со кого тргува? А и со што? Еј, ама ова на ништо не реагира, ништо да не сгреши. Но добро е јас да се обидам уште еднаш. Убавице, ми треба твојот газда. Вака да видам каква роба држи, со кого вака тргува, со што тргува. Еј, ама ова на ништо не реагира. Ах, мој бабо, па ти ништо не си ме научила немски. Па како бе ова убавица да не може да ме разбери? Па тоа не можам да се... Чекай! Ти си бил чуен! Вале, ние не сме неми. Па тоа пред малку сакам да ти го кажам. Да дојдеш кога ќе сум сама. Пречуто кеде. Ама господице, јас си мислев дека Ајде, вие... доста. На кога вие инспекторите сте мислеле, а пак и сега. Ајде сега, кажете ми, зошто само доаѓате во куќава и само нешто пребарувате? Ах, моли убавице, ми падна жал за твојот газда. Велат вака сиромашен човек бил кутриот. И зато доаѓам да видам со што тргува и со како. Ах, мори инспектор, ами нашиот газда не е ид за греал. Тук со неговата трговија многу заработува. Ау, значи така, со трговија. А пак и мене ми одговараше да се питам нема, за да дознам кој е во куќава, разбираш? Драга Фина, инта Мартинице, а дали можеш да ми кажеш каде газдата ја чува таа роба? Па секако дека можам да ти кажам. А можете? Да, ја чува дозу во подрумот. Таму е препълно со телевизори, со компјутери. Ау, сега што правиме?
Ама, дали ќе ми го покажете сето тоа? Јас треба да се уверам. Секако. Одма кога ќе си одиме, јас ќе ве испратам. Вие ќе го видите. Господице, јас сега мора да си забрам. Морате. А вие сега да ми кажете, каде ја чува таа роба? Добро. Но, за мојата немост, да молчите оди... Добро, господице. Ајде, поведете. Јохане, дали слушна што се зборуваше негде? Слушнав, бабице моја, слушнавте вие? Па слушна сигурно. Леле, даш мисла прозборе. Вистина прозборе. Да. А дали разбра што зборуваат? Не, ништо не разбрав што зборува, ништо и толку ми било што не гледавме порано. Како не? Чекај, што мислиш? Дали газдата Мартин знае за ова? А не ми се верува дека знае. Како би знаел, тој од каде би знае? Не може да знае. Значи... Лајка, успеа! Успеа, лајка, ти, прозборе! Видја се правиш мутава. Слушај, нема да се правиш мутава. Сега пред малку. Убаво го слушнав твојот глас. Да. И тие и тие. Да. Добро, прозборе. Прозборе. Каде бе? Газда Мартине! Газда Мартине! Плача. Не знам. Што е, зошто викате? Да знам. Лајка успеа. Да. Виде, успеа. Оспоре газда. Да. Навистина ли, драга моја? Господине. Лајка успеа. Бабице моја, јас сум најголемиот среќник на светот. Леле, види го. Навистина, нема поголема среќа од тоа кога жената и мажот по цел ден и по цела ноќ може да се зборуваат. Нели е така, господине? И јас така мислам, Финета, но те молам, гледаш дека работата ми целку книги, па дали не разбираш, ти се Па молам. кој вели дека не разбирам? Еве, од кога ме доведов овде, јас ништо друго не работам, само си седам и си молчам. А секогаш си веле, виде, ако некогаш се омажиш, внимавај да си го послушаш својот маж, да видиш што сака, а што не, што го радува, што го режалува. Но сите жени и не мислам на тоа, да? Знам, еден случај, кога една жена, ама никогаш не ја затворила вратата Ама за Фине, себе. престани, ти се молам, не можам повеќе да издржам. Фине, Добро, тогаш, дали го знаете за случајот кога мажот не го поднесувал топлото јадење, а пак она жена никој пат не му давала да јаде ладно. Тогаш го и знаете? тогаш, Фине, дали мажот ти го историл топлото јадење врз главата? Се обиде веќе Да. А чекај малце, откаде го знаете ви овој случај? Оттаму што, Фине, и јас истото би го направил. Леле, како да ми е лошо. Што велите? Како да ми е Лошо лошо. ви е. Да. Веле, постига ми се грчат, ама и челото ми гори. Ох, што да правам? Што велите, јас да ви ставам некој ладни облаки на главата? Не. Ми текно, ќе испратам на некој по лекар во градот, може? Ама, Фине, не сум болен, не ми треба ни лекар, ни обуки, ти се молам. Добро, Се тогаш. молам, како... Сега. Дали го знаете случајот за слепиот најмнот Ама, кој... Фине, како не престане, јас ќе остепам и на двете очи. Добро де, тогаш тоа ќе ви го раскажам некој друг пат. А сега, што ќе правиме сега? Знам. Дали го знаете случајот за една жена? За една жена, Фине, која што трдорела, која, како да е машина која и без струја работи. Да? Секако дека знам. Тоа не е ништо ново. На светот има многу памтени жени. Но во тој случај јас
srce moje molčeливо, но кога ете вече зборуваме? Ајде, се молам, кажи ми, дали татко ти оставил нешто? Mi ostavi sve. Mi ostavi sve što imaše. Знаеш ли ти каде е тоа? Pa sekako дека знам, господине. Pa kade može da bude? Ovde kaj mene? Овде, во оваа куќа? Da. Кога си го донела? Каде си го сокрила? Па нели, кажи ми го скривалиштето. А јас ќе го сокријам на подобро место. Господине, не плашете се. Много добро си е скриено. Ама види, ти секако ќе ми го покажеш скривалиштето. Па нели сум јас твој маж? Па од кога би се мама? Па добро, сега ете се уште не сме венчани. Но види, тоа е грешка на адвокатот. Па да, ете, порано му сметаше тоа што си нема, а сега вели дека си малолетна. Но, види, во крајен случај, ќе побараме и друг адвокат. Да. А ти, ќе си останеш ли на својот збор? Ако не останам на својот збор, правете со мене што сакате. Убавице моја, за тоа ќе те прегарнам. Газда, уште ја сакаш и прегрбуваш ова никаквица. Ама, фригане, што имаш ти против госпоđица? Ама, каква госпоđица, безобразница и шпилка е таа. Да, знаете ли што доживеав на улица? Што? Каков срам доживеав. На сите им раскажала како јавицата ја лекувам со чашка ракија. Со чашка ракија? Да, и се молам. Фригане, ти тајно ја пиеше мојата ракија? Ама не. За тоа не знаем. Не газда, тоа се незини подли лаги и измислици. Извинете, госпожице Фригале. Што извинете? Но јас никогаш не лажам. Тоа што го гледам. И мора се што ќе видиш да обесиш на толкав голем звонец, Па не горе како гласо душеца. Туку така, знаеш. Туку така. Леле, тоа ми е наградата што изодев толкав пат и отидов и ти ја доведов светата лајка. Ти ја отвори устата и сега како празна воденица можеш само мериш трдо коли заедно. Ова мислите код лајка. Ама Фригале, па тоа и не е толку страшно. Не. Па да, зборовите се зборови. Денес се зборуваат, а утре се забораваат. Кој го разгуби Јохан сега? Да, газда со незиниот јаси. Како можеш да го кажеш тоа, бре Јохан? А тогаш, кој му издрнuli на месарот, дека нашиот газда се качувал во клюшата, во прозорецот, од жената на ковачот, а се изнал и висел се до зори, но дека изутрината ковачот не го сретнал и со неговите нежни, пренежни ковачки раце не му ги истресол сите болни од неговиот грб. Јас и ти што отровни, зошто некој не ги пресече тие проти? Како да ги пресече? Зошто да ги пресече? Нели пред малку рековте, зборовите се зборови, денес се зборуваат, утре се забораваат. Ајде, Замолам на сите уважени господа. Но не доаѓам како ваш мил гостин во вашиот дом. А зошто да не сте вие гласник на некаква несреќа? Да, само уште една ни не достига. Господин Мартине, Да, повелете, господин адвокат. ова ви е налог со кој треба веднаш да го платите данокот на вашата стока. Ама, господин адвокат, јас... А со овој налог треба да платите казната за прикривање на дан. Ама, ви се молам, господин адвокат, видете, чиновниците на даночната управа беа тука. Беја. Попиша се што е подвижно и неподвижно. Да. Одредија данок. Одредија. И јас си го платим. Си го плативте. Да. Знам, Да. верувам во тоа. Но, еден даночен инспектор се посомневал во вашето поштено работење и Да. накладно извршил контрола со помош на еден ваш член од вашето семејство. Кој би можел тоа да биде предор? Па уште прашувам. Се разбира, Господине, верувајте, не беше со лошаце. Еден ден си бев сама во куќава. Сам? И само на вратата зачува еден странец. Странец?
Да, окей, тој почна да ме прашува како би одела работата со трговијата. Леле. Но покрај тоа, господине, човекот многу ве сожалуваше. Многу ве сожалуваше. Јас, секако за да не ве сожалува, го покажав подрума. Подромот му го покажа. Доста ти се молам. Аде, што ви ја сакате од мене, а? Бев нема, не ми чинеше. Ми ја донесовте светата лајка, па ми даде говор. Сега зборувам, што уште не ви чини, Ма а? доста ти се молам, престани веќе. Не, господине, нема да престанам. А не сум ни почнала. Леле. Секој дел од човечкото тело си има своја намена. Рацете си работат, а ушите си слушаат, очите си гледат, а нозете си удат. Зошто само јазикот да не си ја врши својата должност? Леле, господе, помагај. Не можам ова повеќе да ја слушам. Господин адвокат, Да, повелете, се молам. Мартине, Да, размардајте го. А? Мозокот малу. Јас повеќе ова не можам да ја слушам. Не можам да ја слушам. Добро, па. Еве, јас веднаш ќе се присетам Ајде. на нешто, господин Мартине. Ајде. Да, еве, веќе ми текна. Значи, таа не може повеќе да биде нема, така? Да, за жал не може да биде. Па тогаш вие можете да бидете глув. Глув, рековте? Да. И така, таа нема да ве слуша. Да, вие нема да ја слушате. Нема да ја слуша. Да. Само, се ова ќе ви го објаснам подробно долу во кафеаната. Ајде. Добро, ајде тогаш да одим. Јохан, дели се претрала? Јохан, ајде стани. Јас знам дека не спиеш. Нему ли се претрала? Иако не спијам, си ги отварам косите. Ајде, кажувај, што сакаш? Па, би сакала да разговарам со тебе. Да разговараш? Заради не ти е доста зборување, бас си чудова издржливост. Немој да бидеш така према мене, Јохан. Многу ќе му се пожалам овде, ако и ти така се понашеш со мене, а? Добро, дајде, кажи, што можам да сторам за тебе? Ајде. Кажете ми, што мислите за мен после сего ово што се изнадешава? Што мислам за тебе? Па вака, што можам да мислам за млада девојка, која избра стар маж, а тој ја зема затоа што ја нема и тајното богатство на низиниот татко. А зар повеќе вреди младо момче како тебе? Што освен спиењето и жвакањето, ништо друго не знаеш. Си имала многу убаво мишлење О, за мене. па ти за мене уште помалку гледам, Па да? тогаш до ноќ. Добра ноќ. Да. Па јас си мислев. Добро не добро. Ајде, кажи, што можам да сторам за тебе? Па мене не ми е воопшто лесно да ме знаеш. А зошто го трпиш сето ова? Тоа се уште не можам да ти го кажам. Па тогаш остави ме да спијам. Добро. Само уште ова. Не знам дека ти мене не мене. Знаеш, а? Ајде си настори нешто за мене. Да сторам. Вака, слушај. Некој доаѓа! Господине Мартине! Мартине, што ви се случило? Не викајте попусно, госпожице, па тој вас воопшто не ве слуша. Не ме слуша? Да, знаете, тој е глув. Поглуве. Оглуве сиротиот за греота, да. Вистина, ма ништо не слуша. Не слуша, не. О, па сега, пак нема да можеме да се венчаме. Тој нема да може да ги чуе вашите прашања. А не, госпожице, ние се договоривме. Јас ќе му напишам све на хартија што треба да каже тој. Разбирам. Да, разбирам. Никогаш ништо не се променува. Но, господине, сега барем знам едно. Што? Не би имало злосторство на светов да немаше буканици. Ама ви се молам, што сте овие зборови сега? Добро е. Важно успеам во планот. А сега да си го наплатам својот труд. Господин Мартине, Добре,
Господин Мартине, трябва да ми платите. Ovo je brkat muvi. Dobro, господин Мартине. Ще ви го наплатам аз ова на друг начин. Не сакам да се фалам, но ќе виде финета што може Јохан, штом се пробуди. Господин Мартине, о, ви погледнете. Što praviš ti tuga, be? Да знам, треба да направам отвор, вратата да ја преместам. Kako, be, ja ništa ne te slušam. Отвор, газда, треба да направам за вратата да ја преместам од тука, газда. Kako, sadaš otvorna vratata vamo? Da, Koji bi go naredio to? Да, газда. Da mu naredila? Не знам, бе, газда, не знам. Što praviš tuga сега? Газда, локалкава требито масава малце да ја скрата. Čekaj, što je? I to da ne ti go naredi da? Да, газда. Јас ти велам да се тарниш од таа дуда работа, заш и тебе и не се ќе ве скратам за глава. Ајде бега од овека. Добро, газда, разбирам, газда, разбирам. Па што су јас видовете? Ovdje nema mjesto veće gazda, ja odam. Уште не сум оженет, а веќе таа ми е преуредува куќата. Ете, што значи се ова, господјице? Си дозволувате да правите будала од мене, но јас повеќе не се плашам од вас и не ве слушам. Dobro, slušajte. Јас видове не знам. Johan? A što je сега, što sestrama kaže mi Andrej? Прави онака како што ти велам. Инаку кревам рад со одбар, од тебе да знаеш. Мартине, овдека нешто се готви, а ти си глув. Леле, морам да се ослободам од ова чудово, иначе вака глув јас пропаднав. Јохане, доаѓај мамо. Поведете, газда, на ваша заповед. Слушни, Јохане, само ти си чесен човек во оваа куќа. Ти се молам, помогни ми да го извадам ова чудо од главава, затоа што вака глув јас ќе пропаднам. Веднаш, газда, Ајде, ти веднаш. се молам, помагај. Вака е добро. Газда, за вас нема ни зборлива жена. Што, Јохане? За не постои некоја трета сорта ти се молам? Постои, газда, постои. Ми беше многу жал за вас, газда. Појдов кај светата лајка. Да побарам ред и совет за вас. И што ти рече, Јохане? Ви даде на човечка коска, газда. И ми рече, ставија по тој што ќе седне. И тој што ќе седне на неа. Може да зборува, а никој да не слуша, газда. Па тоа е добро. А каде е таа коска? Тука су јас су, газда. Ајде на се. Ајде да го гледам. Така? Уште било убаво да слуша човек. Ево, газда. Ова е таа коска. Да, газда. Веруваш ли ти дека ова може да помогне, Не е тешко. Ево, ќе се обидеме. Ајде, јас ставам тука. Така, за да се губа. Сега ме слушате, газда? Да, те слушам. А сега? Вистинско чудо? Ништо не се слуша. Ништо не се слуша. Ете така, газда. Сега ова ќе го повториме и со финета. Вие повикајте ги фригале и адвокатот за да сведочат. Добро, ете, јас одам. Јохане, драгика! Каде си премрсливецо? На газдата само деновите му ги трошиш. Ова беше добро што го слушнав. Што се дешава? Дали ти имаш доверба во мене? Па, секако дека имам, дури повеќе од колку што имаш ти во мене. Тогаш ќе го правим она како што ти кажам. Сакаш? Ајде, може. Ајде, седни тука. Како што се договоривме, Јохан, се исполни.
И како што се договорили, чекай, ти си мене. Што ја? Јас ќе ве чекам. Нема проблем. Първо ти. Ќе одам, ево сега. Многу ми е чудно ове фриги. Како можело така да зборува некој, а ти да не го слушаш? Не знам, и јас многу Интересна работа. И тоа кој? Финета. Ајде ти се мола. Ајде да видим, ајде да видим. Ајде, оди. Сега прво ти после. Јас, ајде. Сте ме барале, господица, повелете? Да, господине Белешник. Сакала да разговарам со вас. Секако. Ама како сега? Господин Мартин ми рече, ништо не се слуша, а јас веќе слушам. Повелете, господица, ви стојам на располагање. Кажете ми вие. Да. Како човек од закон? Да. Како ќе помине пред судот човек кој пишува лажни летости против владата? Како? Да. Ќе ги нагледувал на луѓето за да ги уценува, господине. Ама да ви се молам, како може такви глупости да се прават? Добро е што јас не учествувам во такви работи. Ние откривме еден таков никаквец. Како? Да, откривме. Но нема да го пријавиме. Не, добро е. Ако веднаш се изгуби од градот. Да се изгуби веднаш од градот? Да. Па може зошто да не па. Да, може, ќе му кажам јас. Да? Вие случајно, ако секој го сретнете човек, сакате ли да му кажете? Секако, господине, како не за вас веќе направам, ќе го најдам, ќе му кажам и најверојатно ќе го напушти градот. Ајде, довидување, Ајде, што се направи, остави. Фриги, што е? Пречудна работа. Абе, ништо не се слуша. Пак, ајде. Не се? Оди да видим. Баш се радознала да видам, мора да видам. Драга Финета, ако и ова е некоја твоја џаволштина, јас веднаш ќе ја откријам. Но јас бе ќе открив вашата џаволија, господице. Леле, адвокатот рече ништо не се слуша. Леле, како лажко. Леле. Не видов кога на господинот му го открадовте сандачето со пари. Леле. Затоа судот ве наградува со гирдан од јаже. Ама јас ве молам, Финета. Јас ќе го вратам, сандачето, само нема да ме пријавувате. Стражете господарот. Да. Нема да ве пријава. Не. Ако веднаш ја напуштите куќава. Да ја напуштам? Да. Да, ќе ја напуштам, само да си ја земам торбата и бегам. Да, еве, ќе си заминам, еве, ќе заминам. Можете да си одите до гледање. Да, ќе заминам. Дурки ми заедна, барем да го уловев адвокатот, а тој ми замина, ама ќе го стигнам. Адвокату, чекај ме. А што сторија овие? Се уште ли се таму? Ине, па ти си сама? Да, господине. Како што гледате, сама сум. Ине? Да. Кога на крајот и мене ќе ме задоволиш? Мислам дека со ништо повеќе не би можела да се усреќам, освен да ти го вратам џавала. Тоа е вашето сандаче. Фригање сакаше да го украде. Еве го, господине. Еве го вашето сандаче. Моето сандаче? Да. О, змија, отровница. Господине, уште еден збор. Јас си одам од вас, господине Мартине. Ама, доброто богатство? Го добивте своето и немојте многу да прашувате за другото. Сепак јас и не ги открив на власт на вашите лихварски работи. Добро, ете, јас само прашував, јас. Газда, како е? Се слуша нешто? Ништо не се слуша, Сусе, ме бегај. Јас пак знам дека ако да му сандач зборува некој што го сакаш, би можел да чуе се, дури да е најголемиот спанко на светот. Јас не разбирам зашто збориш Финета. Но зошто, Јохане, иди не ме сакаш? Не полегувам тоа Финета. Не е доволно само да се сака. Треба и
да се помага. Што ти ме мразеше за тоа што сакав да се омажам за еден богат старец. Но не е баш така, Јухач. Баба ми сакаше добро да ме омажи пред да умрем, па морав да ја послушам. Но пред да ме омажи, ја замоли да ме представи како нема. Како нема? Знаејќи дека на таков начин ќе можам да отфрлам на саканата љубов, додека срцето ми избере некој. О, Винета моја, ти си богата. О, зари тебе не ти да възпохваш по турбатуровото богатство? Еве, Јован, еве. Каде ми замина? Ова е единственото богатство од мојот татко. Што? Само твојата тангура ти ја оставил? Да, само мојата тангура. А ти пречи ли уште нешто? О, не, Винета, ми сега можеме да одиме каде што сака. Само да не сонуваш и кога си среќен. А не, тоа сум како вампир, сонувам со отворени очи. Чекај малце. Ама што? Не би ти е страх од збадлива жена? Поѓаволите, но јас познавам добар начин како да ја затворам устата на жената кога ќе биде потребно. О, Винета, чекај ми, драга, јас дојдам.